кај црквата на 2100 метри надморска висина. Гест хаус? Не знам што чекаме сега. И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со тачето. Имав тука во Тбилиси во хотелот убаво искуство, добри беа луѓето, домаќините. Сега време е да го напуштам Тбилиси, сношти прошетав, ви кажав тоа што видов. Јас мислев пак ќе излезам откако ќе се вратам во хотелот, меѓутоа многу беше угорно удобно и не можев да пешачам. Требаше да прво и хотел, рутата за денес точно да испланирам. Кога веќе ја спомнав рутата, тука од Тбилиси тргнувам, возам низ воениот пат во Грузија. Попат го посетувам споменикот на руско-грузиското пријателство и оттаму одам кон црквата Гергети, на црква на Светото Тројство на 2100 метри надморска висина. И оттаму одам кон селото Пашвали. Од Пашвали започнува еден многу интересен пат натаму во Кавказските планини. Но утре пиши дека ќе врни малку, а патот е опасен, особено кога врни, така да ќе видам допрва, ќе испланирам што како ќе правам. Време е да ја поминам сега повторно реката Кура, река која што вчера и пешки ја поминав. И тука ќе треба да одам десно. Но многу коли некако има. И тука брзо се вози, така како скопско возење да речам. Локалното време иначе не ви кажав е 9:30 сатот, меѓутоа веќе жежи многу. Одвај чекам да излезам на отворено и после таму ќе одам веќе на повисока надморска висина, ќе биде малку посвежо. Заради ова не сакам воопшто градски средини, ама ич. Зато сакам отворени патишта само. Зато обично по цел ден возам, не застанувам по градови такви работи, ти е вака ќе влезиш, ајде едно кафе ќе влезиш, ќе речеш ќе пиеш, цел ден ќе го изгубиш вака низ возење во сообраќај. А и што ќе го изгубиш времето, значи живево да ќе се напреш, ќе се изнервираш. И ќе се умориш од тоа што ќе ти биде жешко. Излегов јас од Тбилиси, меѓутоа има и тука низ некои селца гужви. А од тука до споменикот на грузиско-руското пријателство имам уште 94 километри и буквално ми вика нема завртување, следно завртување немаш, туку следно ти е дестинацијата. Така да само право возење ќе имам до таму. Поминувам низ градот Гудаури. Патот, прво да ви кажам, асфалтот е катастрофа. Нема дупки, ама е цел вака, значи нерамен скрос. Што и не треба да бидам изненаден со оглед на фактот дека премногу камиони врват тука. Видовти на снимките самите колку само камиони имаше, километарски колони, значи.
И сите тие камиони одат наваму за Русија. Овој пат ја поврзува Русија со Грузија, со Ерменија, со Турција и така натаму. А сценаријата, значи погледайте природата, се нешто како на Алпите. Значи јаве сега се искачувам нагоре, имам некаде околу 6 км до тој споменикот на руско-грузиското пријателство. Возењето овде е катастрофално, значи на криви ни претицват, ми се лепат. Не знам, мислев дека туди се лошо возењето, ама овде е за нијанса подобро, можеби. Биејќи низ градовите малце постредено, ама сепак. А вистина треба 4 очи отворени, биејќи не знаете кој од каде ќе ви излези. Оди, ајде. Се залепи. Еве го, значи, пред мене планинскиот венец Кавказ. Врвовите не се гледаат, се во облаци. Гледайте шубо е, значи, зелено, високо. Веќе го гледам споменикот на руско-грузиското пријателство. Тука јас ќе направам првата пауза за денес. Гледам има и маркетчина нешто, може и ќе каснам тука, бидејќи не сум јаден, немав денес подарок. Подарок што зборам, појадок.过程中过的一些那个另外一个笑过程，我们永远不能逃避。 Тоа беше споменикот на руско-грузиското пријателство. Имајте предвид, изграден е во текот на советското време, односно во 80-тите, додека и Русија и Грузија беа дел од Советскиот сојуз.
Изграден е во чест на договорот пред 250 години со кој Русија ја презеде Грузија од тогашната иранска држава како руски протекторат и на некој начин Грузија доби свој суверенитет. Но откако се распадна Советскиот сојуз, односите баш и не се најдобри меѓу Русија и Грузија, веќе ви спомнав за тоа нешто во претходното видео, а исто така и Русија ја имаше затворено границата со Грузија до 2013 мислам дека година, но повторно ја отвори во 2013 на инсистирање од Ерменија. И тие камионите сите што ги чекав, додека, тоест не ги чекав, туку имаше редица на многу камиони, 90% беа ерменски, така да сигурно овој граничен премин е од клучно значење за трговија на Ерменија со Русија. Иначе имаше именувачници, меѓутоа многу лоша ставка дава за 1 евро 2,80 грузиски лари, додека иначе по правило да речам треба да биде 1 евро 3,1 грузиски лар, така нешто и не сменав пари, а ми требаат. Сега продолжувам нагоре кон црквата на Светото Тројство и си скачувам се погоре. Бензинци велам ќе ми стигнат, тука до таму имам 33 километри. Потоа е удолница за надолу, така да има бензинска овде сега во близина видов, ќе можам таму да турам. А иначе за јадење не јадов ништо. Тука сите како арапски, ирански нешто продавничина беа, имаше за јадење само шаварма. Шаварма јадев завчера, пред 2 дена и не сакам пак да јадам. Грузија сум дојде, немам ништо грузиско пробано традиционално, не ни знам точно што храна има, но македонката што ја сретнав во хостелот во Батуми ми кажа неколку јадења, така да нешто тоа ако има ќе пробам, но ќе видиме. Денес планирам да застанам на слегување во некој од многуте мини ресторанчина што беа по патот. На одење нагоре не сакам да застанам, бидејќи имаше многу сообраќаи и ако застанев сите што ги поминев ќе ме поминеа и мислев дека ќе се створат гужви колони за овој пат нагоре. Не знам што чекаме сега. Сватив што чекаме. Камионите му треба поголем лак тука за да завртат и е премногу стрмно и затоа е вак. Ме пуштија да одам мене, колите уште седат, само ми рекоа полека, многу полека. И сега ја одам по полека со пазење. Охо! Овде цели шахти има, бе луѓе, цели јами. Зато полека треба. Охо! Еве уште камиони се качват. Да ми речат сега онде застани кај одиш. А овде дали ќе ме пуштат сега, гледам пак има. Ме пуштија, добро е. Са старе камиони во далечините, еден куп.
автостоп. Иначе не ви кажав зашто се вика овој пат воен пат. Се вика заради тоа што низ историјата со вековите како што имало војни походи, освојувања, сите војски и држави го користеле овај пат. Тука сцената е, да речам, панорамата, погледот е предобар, штета што е во сенка ова сето, не се гледа толку убаво, но во секој случај убаво е, времето е свежа, температурата не е жешко, а патот ќе се искачи максимално, тоест барем јас ќе се качам кај црквата на 2100 метри надморска висина. Тука сега каде што сум, не знам на колку сум, но со оглед на планината дека нема шума, дека е гола, може и тука да сум на барем 1500 метри. Тука дојде време да завртам лево за кај црквата. На мостот пред мене крави има еден куп, кола има од другата страна, не може да помини. Црквата треба да е она, ја гледам. Бога ми имаме закачвање. А врвовите на планиниве не се гледаат во облаци се. Многу е убаво вака интересно патчето, така тесно, обележано, зелено нагоре, планини. Вау, многу е јако. Долу е селото Гиргети, градче што и да е, горе е Кавказот, односно дел од планинскиот венец. Сега имаме малце серпентини, односно многу полукружни кривини. Да видиме кривини на кои што имаме вака дупки огромни. Како баш на кривините дупките оде убав. Интересно. Еве уште една стрмна. Да видиме. Не сум возел на Стелвио превојот, така да не можам да кажам дали се пострмњави од Стелвио или не, но сепак и овие се стрмнички така. Доколку сте со поголем мотор, мислам дека и на овие ќе ви треба поголем лак на кривините за водесно. Ајде да видиме и ова. И ова стрмно делува така малце. Ако се вакви и на Стелвио, лесно прам. Ама еве и на ова, ја ќе речем последнава пак, ако сте со поголем мотор, ќе ви треба лак поголем. Така да се, не знам, поголем мотор, не сум возел ГС, такви работи, не знам како се однесуваат на вакви полукружни кривини, но мене за со мојот мотор ми е сосема во ред. Ао, луѓе! Ова е баш јако. Онде ќе треба изле пешки додам до црква. Онде има со мотор кампува еден. Дали ќе можам тука да паркирам? Има услови, не дека нема. Нао, 2 коња паркирани имам делево. Јас што го си седат паркирани.
Кај би можел? Ова не ми изгледа како често се мрда. Навистина убава црква изградена во 14 век на 2100 метри надморска висина. Порано во времето на комунизмот, па и пред тоа, кога требало да кријат некои мошти или икони, тука во овој манастир ги криеле. И природата е навистина убава. Многу мотори не сретнав, минимално во Грузија мислев дека премногу ќе има. Бидејќи сепак е август месец, Грузија е така планинска земја, има за возење во лето, но ете нема многу. Гледајте колку е убаво само. Јас сега се упатувам кон селото Пашвели, каде што ќе преноќам барем една вечер, значи допрво ќе одлучам колку вечери, бидејќи може и поќе да се. Татаму имам тука 180 км, според Google Maps 3 часа и 40 минути, меѓутоа ќе застанам некаде по пат да јадам, ќе застанам прво бензин да турам, но тоа би требало брзо да оди, и откако ќе јадам, до некаде ќе се враќам по истиот пат, и потоа ќе одам преку еден друг планински превој, за да стигнам во Пашвели. Многу подсеќа на Алпите регионов, многу е сличен планините. Бензиска веќе ми светна сега баш пред бензиска црвено, да турам бензин и рајат да си продолжам. Уеймарт. Шо пише овде знак за коли? Hello. Benzin? Ой, Full. Benzin. ата е 3000. Кеши тука ата е. Карт? Ата е. Карт. Турив јас бензин, тука ми го наплати малце поскапо, околу 60 на денари од литар. Предпоставувам сето тоа е заради тоа што плаќав со картичка, бидејќи пред да ми тури ме праша дали ќе плаќам кеш или картичка. А бензинот многу бел ми беше, многу прозирен некако во бојата.
Може не требаше цел да го полнам, но ајде тоа, ајде ќе видиме како ќе биде. Има некој тука се оставено, да нема некаков проблем. Може пеша чипа. Човек нема. Значи моторот со деној чист замерах сегде суво, се оде работат на патот, лом го направив, не со вода, со калцо, не знам, со асфалтот што го прат. Иначе пред малце ме заминаа два мотори од Грција. Меѓутоа не ми свирна, не ми крена рака, а вично со сите што се разминавме и претекнавме до сега, си свирнавме едно друго, меѓутоа вие не. Но кога се разминавме, просто бевме јас и тие, може би заради тоа. Така да. Ние малетот не сум од Балканот, само јас, еве има уште барем двајца. Тука има гужви некој. Има едно село, мислам дека тоа и преге кога одев имаше гужви тука. Е сега таа страна коли исто така идат, сакаат и тие да поминат. Меѓутоа баш простор до толку нема. Вака така ќе застанам овде, ќе застанам таму, плюс уште барем 1 сат извозив. Што од една страна убаво си скратив многу, во моментов имам уште сат и 35 минути до селото, што не е многу. Локалното време е 4 часот. И јас уште немам седнато да јадам, ќе видам низ некој села, сега ќе поминам, може би ќе има нешто. Ништо за јадење нема тука. Помина скоро 2 сати од кога реков дека ќе застанам сега да јадам. Ми остана уште 1 сат од тука до сместувањето и почнувам да размислувам кога веќе нема тука за јадење, најубаво така да застанам малку да извадам кацигата, една кратка пауза и потоа кога ќе одам во сместувањето таму да јадам, ама таму не знам, па во селото тоа селце помало е. Не знам дали ќе има таму за јадење за такви работи. Сега да застанам најубаво, да направам пауза, па ако нема, тогаш да барам
конкретно за јадење пред да стигнам во хотелот. Тоест во гестхаусот, гостинската куќа. Направив јас една пауза тука, под оваа сенка, на ова убаво место, ветредувка, не ми жежи тука, убаво е така да. Сега да одам, имам уште 1 сат до селото каде што ќе преноќам. Проверив, има за јадење таму, така да ќе јадам таму штом стигнам. Значи на 5 километри пред... Кој свири, што свири? На 5 километри пред селото видите што е патот. Значи дали вака најдоја да го прат... Флеле си изнаголтав прашина. Пристигна во селото, легнати полицајци, многу мразам, ја, во боја на асфалтот, значи, некој може ќе речете, па не возете брзо, со 30 возев, со 30 манав моторов, ќе го искршам, стварно не е во ред да се во боја на асфалт легнатите полицајци. Или ако се во боја на асфалт, нека бидат како неготино нешто пак поблаги. Не овде аз ќе рипам со мотори се на штрек, ќе возам цело време. Стигнав иначе во селото. Сега да го најдам сместувањето. Малку настрана од селото ми е, но сепак в село е. Тука десно. Ова под предпоставка дека му е точно локацијата на букингот поставена. Десно. Не. Hello? Guest house? Hotel? Guest house? Сега на жестинава ми фали уште да ја барам кај. Бе. Локацијата покажуваше онде. Да, нема ништо. Сега не лажеш, кога почнав да се потам, значи јарно беше цел ден. Сега на крајот. Прашав 2 жени, не ќе да ми се најдат. Прашав една, па само жени сите по улицава. И прашав една во маркето, не знаеше англиски. Па му звона на ќерка му знаеше англиски, со ќерка му се договоривме, одлучивме женава да му звони на хотелот каде што ќе престојувам, односно гестхаусот, па така направивме, јас со нив зборував директно на англиски јазик. Меѓутоа не знам што телефон користеше жената, ништо не се случаше на тој телефонот, не можевме да се разбериме со таја од хотелот. И од ја разбрав во маркет што се вика гледи ќе се чекаме. И сега одам кај еден маркет, видов кој идев, мислам дека е тој, така да одам сега таму.
Гледи ми рече, се вика маркето. Ова е гверила. Не сакаше гверила да ми кажеш. Гледи. Ох, леле. Ексик, значи ем јазик, никој не зна, ем патиштава, видете, и ем, не знам. Ем локацијата ја сгреша. Баш ко крена фраце на човечноста на грузијанците, еве еден сака да ми се најде. Маркет гледи. Следи ме ми рече. Чекај. Јас го сгрешав пат. Значи на ваму треба да оди. Значи човеков не го ни прашав ни ништо, сам се понуди. Чекав јас на раскрсница на GPS огибав. Алал да му, значи баш кога онака крена фраце од Грузија, онака си реков шо може вакви сите да се. Шо бе, да не ова е газдата за гестхаус од море човек. Гестхаус? Окей. Where? Колата да не ти смета. Колата да не. Денот ми беше со малку нервозен крај, но јадов за вечера кинкали, тоа е традиционално грузиско јадење, буквално како тесто, тенок слој на тесто и внатре наполнат со мелено месо, направено со некој посебен зачин. Искрено многу не ми се допадна, не ми беше многу вкусно едењето, но тој зачинот беше така силен и ми го исчисти носот, така полесно дишев, како кога ментол бомбончек јадите. Селото, значи буквално го видовте уште додека возев, тоа е се, нема ништо посебно во селото и ова кинкалито што го јадев во едно маркетче мало буквално. А утре ме очекува еден доста интересен ден кој доправа треба уште да го испланирам, дали тоа што сакам да го возам во еден ден, дали во 2 дена, бидејќи тука и временската прогноза игра улога, но тоа ќе го видите во следното видео, а тука негде ќе го одјавам ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.